Бројки со Наташа Мерсовска на Радио Слободна Македонија. Исто така Груевски најави и поголема застапеност на жените и во политиката и во приватните компании. Може ли да ни кажете каков е соодносот во моментот? Дали има повеќе невработени жени или мажи? И од каков кадар се невработените? Со какво образование? Точно така, во последно време во Република Македонија се дава голем акцент на половата еднаквост и ние жените, јас можам слободно нели така да говорам, бидејќи сум жена, имаме огромни услови за реализација на нашата професионална кариера, како во политиката, така и во приватниот сектор, во државните институции и во секој сегмент во општеството. Тоа е навистина позитивно и добар тренд и за поздравување. Согласно евиденцијата и на агенцијата како една бројка која што би било добро да ја споделиме, а ќе покаже навистина дека имаме голема застапеност до 39.2016 година. Регистрирани се од вкупно 138.933 вработувања, 54,2% се однесуваат на лица од машкиот пол, а 45,8% се однесуваат на лица од женскиот пол, што значи дека скоро достигнуваме до 50%, односно се изедначуваме со вработувањата на со половата нели поделба на вработувањата, и тоа е навистина добар показател. А исто така уште поинтересен е фактот дека кога ќе гледаме стапката на невработеност, која што е нели 24%, согласно Државниот завод за статистика, стапката на невработеност кај жените е пониска отколку кај мажите, односно стапката на невработеност кај жените е 23,2%, додека пак стапката на невработеност кај мажите е 24,5%, што значи дека оваа стапка или овој статистички податок подкажува дека жените се полесно вработливи и приспособливи на пазарот на трудот. Тие добиваат различни нели обуки, модели, преку кои што можат да се преквалификуваат и да најдат соодветна работа. Во мерките за вработување кои што ги водиме во евиденцијата се гледаме да бидат застапени со минимум 30%, а они секогаш женската популација го надминува овој процент и само во меркиве за само вработување и кредитирање достигнуваат и над 37%, што значи дека жените се повеќе сакаат да бидат предприемачи и имаме многу успешни нели примери за многу успешни компании кои што ги водат жени менаџери, така да трендот е во нагорна линија и жената си добива се позначено учество во секој сегмент од македонското општество. Бројки со Наташа Мерсовска на Радио Слободна Македонија.